Ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Бети и Јон Треновски. Почитувани слушатели, почитувани Facebook пријателки, пријатели и следбеници, како што знаете, денес наш гостин е господин Сашо Клековски, политички аналитичар, колумнист и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Со господин Клековски ќе разговараме на теми кои се поврзани со парламентарните и со претседателските избори, но и за теми кои не засегаат сите нас, без разлика каде и да сме. Токму така, почитувани, со господинот Клековски ќе разговараме за претседателските кандидати и колку истите им носат додадена вредност на партиите, а ќе зборуваме и за последните рейтинзи на претседателските кандидати. Ќе разговараме за тоа кој од кандидатите ќе влезе во вториот круг, но и за можни изненадувања, а ќе разговараме и за започнатата црна кампања од страна на Пендаровски. Ке зборуваме и за влијанието на наметнатиот наратив европски или антиевропски фронт, како и за улогата на претседателскиот кандидат од ДУИ Бујар Османи, но и за можноста од институционална криза. Ќе зборуваме и за предлог законското решение, со кое решение ќе им се дозволи на повеќе од 100.000 македонски граѓани да го искористат нивното уставно загарантирано право на глас, а ќе зборуваме и за сомнежот дека се подготвува изборен инженеринг. Ќе разговараме и за изјавата на Максим Димитриевски, со која изјава стави знак на еднаквост помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН, а ќе разговараме и за црната кампања на СДСМ упатени на адреса на Гордана Силјановска-Давкова и ВМРО ДПМН. Така, ќе зборуваме и за важноста на овие парламентарни и претседателски избори. Пред се парламентарните, ќе зборуваме и за тоа која партија има волја и знаење за да излеземе од оваа апатија која владее 7 години, како и за нападите на поранешниот премиер Љупчо Ѓеоргиевски кон Христијан Мицковски и Гордана Силјановска-Давкова. Токму така, почитувани, ова се само еден дел од темите за кои во следниве 80 на минути ќе разговараме со нашиот гостин, господин Сашко Клековски, кого во овие моменти го покануваме да ни се придружи во студиото на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал, а тоа ќе го провериме за неколку секунди. Господине Клековски, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Да, добро утро. Бети Јон, дали се слушаме? Да, се слушаме. Да. Поздрав до Бети Јон, поздрав до слушателите и гледателите на Македонски корени. Бети, честито 8 март. Благодарам. Иако е поминат еден ден и да подсетам дека денеска е празник во Македонија, слегување на Светиот Дух на апостолите или Духов ден во кој се спомнуваме на нашите предци, кои не се веќе меѓу нас, се спомнуваме на нашите македонски корени. Така. Добро ви утро и од мене, господине Клековски. Ви благодариме што сте заедно со нас и со сите наши гледачи и слушатели. Ни причинува чест и задоволство што сме пак заедно. Се надеваме дека ќе го задржиме вниманието на сите што се со нас денес. Доколку имаме прашања од наши слушатели, а не се опфатени од наша страна, ќе ви бидат на екран, ако сметате дека треба да одговорите. Секако. Сношти заврши рокот за собирање на граѓански потписи за претседателски кандидати. 7 мина од вкупно 15 ги собраа граѓанските потписи. Господја Гордана Силјановска-Давкова за рекордно време и тоа за нецел ден собра преку 28.000, а актуелниот претседател Стево Пендаровски преку 21.000. Иако се уште не е започната официјалната кампања, кандидатите и партиите некако прерано ја започнаа неофицијалната кампања. На почетокот на оваа недела започнаа да се крчкаат предизборните и постизборните комбинации за парламентарните избори. Дали им носат додадена вредност и колку ќе им помогнат на своите партии овие претседателски кандидати, кои што успеа да влезат во претседателската изборна трка? Постои ли можност изборот на претседател на некој начин да се реши уште во првиот круг? Благодарам, Бети. Ајде да почнем од последниот дел од прашањето. На мнозински избори, како што се претседателските избори со 7 кандидати, многу е тешко да се очекува
да трката заврши уште во првиот круг, бидејќи нели победничкиот кандидат треба да освои 51% од гласовите на излезените гласачи. Значи, во изборна трка кај што би имале двојца, евентуално тројца кандидати, возможно е да имаме еден резултат каде што ќе имаме еден кандидат што ќе освои 51% од гласачите, меѓутоа кој има 7 кандидати кои собрале нели најмалку 10.000 потписи, значи демонстрирале дека имат некаква, колку да е таа мала или голема тежина, многу малку можност да тоа се случи во првиот круг. Секако во историјата на македонските претседателски избори или сме имале многу малку или сме имале многу кандидати. Значи или сме имале 2 или 3 кандидати или сме имале повеќе кандидати како во овој случај. Клучното зашто имаме волку многу кандидати е дека на 8 мај ќе се одржат парламентарни избори и претседателските избори се фактички еден показател како ќе се одвиваат парламентарните избори и во моментот кога стана јасно дека нема да има фонд за Европска унија или Европски фонд, дека тој е пропаднат и кога стана јасно дека албанската етничка опозиција ќе има свој кандидат, почна да се склопува клопчето, условно да кажем, и да се јавуваат нови кандидати. Очекувано беше дека после кандидатот на Арбан Тервари дека мора да имат кандидатот Дуи, Бујар Османи, од две причини. Првата е да директно се спротистави Дуи на својата опозиција и да демонстрира колку е мокна. Второ, да му помогне на кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи при само еден кандидат етнички албанец има некоја можност кандидатот на СДСМ да не биде втор, бидејќи очекувано е веќе дека Гордана Силјановска Давкова ќе биде убедливо прва. Така да Дуи си помага себе и помага на Социјалдемократскиот сојуз. Беше очекувано Левица дека ќе има свој кандидат. Ете, кандидатури најавија и Стефче Кимовскиот Гром и Максим Димитриевски, кој влегува во една ризична ситуација, условно да кажам, бидејќи неговата партија до сега не настапувала на парламентарни избори. Значи сите други партии настапувале на парламентарни избори, има одредена тајна колку ќе освојат или не, меѓутоа има доволно историја позади за да се видат капацитетите на тие партии колку би можеле да освојат. Кај партијата, не знам која е ново основана, Димитриевски презема одреден политички ризик да може би пред време откриеме колку е капацитетот. Сега сигурно сите овие кандидати имат една цел да го повлечат рейтингот на партиите нагоре. Претседателските избори се мнозински избори, не се пропорционални избори. На крајот ќе победи кандидатот што има најмногу гласови. За да победи кандидатот мора да има гласови од тие што не се гласачи симпатизери на политичките партии што ги поддржуваат овие кандидати. Значи, кои да бидат резултатите, двојцата кои ќе влезат во вториот круг, мора да се обратат на поширок круг на гласачи. Значи, не може да се обратат само на своите поддржувачи, туку мора да го прошират тој круг и тука е надежта на сите политички партии дека баш овие кандидати ќе обезбедат еден поголем гласачки капитал, условно да кажам, и за нивните политички партии во пресед на изборите. Значи, да покажат едно лидерство кое ќе повлече повеќе гласачи за политичките партии што ги поддржуваат. Така. Ве приметивме дека вие бевте како делегат на конвенцијата кога се избираше кандидат за председател господја Гордана Силјановска Давкова. Што беше пресудно во изборот на Гордана Силјановска Давкова повторно да биде избрана за председателски кандидат и каков меѓусебен однос очекувате помеѓу владата кој што ќе биде предводена од Христијан Мицковски и председателката на државата Гордана Силјановска Давкова? Видите, значи ВМРО ДПМН спроведе еден
широк процес на консултација, да кажем. Листата пред една година беше навистина широка. Над 20 кандидати, универзитетски професори, академици, политичари, долгогодишни политичари и така натаму. Значи, сите тие кандидати беа проверувани со нивната популарност или рейтинг меѓу јавноста, беа правени внатрешни, условно кажем, консултации и со тек на времето тој процес се стеснуваше. Од 20 на кандидати на 7 кандидати, на крајот на 3 кандидати, покај во последната фаза, покај кандидатката Гордана Силјановска-Давкова беше спомнат и поранешниот пратеник на ВМРО-ДПМН Александар Спасеновски. Во основа одлуките се секако треба и самиот кандидат да се пријави, бидејќи има еден процес на самопријавување. Мислам дека водат проценките кој ќе оствари најдобар изборен резултат во овој момент, бидејќи Македонија се наоѓа во еден специфичен, значен политички момент и сите ние сакаме да имаме кандидат кој ќе оствари максимум во моментот. Гордана Силјановска-Давкова за мене е тој кандидат кој може да оствари максимум. И можам да кажем зошто може да оствари максимум. Прво, Гордана е побогата за едно партиско и политичко искуство од 4 години пратеник заедно со пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Гордана Силјановска, иако независна, сепак делуваше во рамките на пратеничката група на ВМРО-ДПМН и тоа беше еден значен период, 4 години не се малку, за да видиме како ќе функционираат односите помеѓу можниот кандидат, Гордана Силјановска и ВМРО-ДПМН, односно пратеничката група. Значи, ово искуство е значено од како би се одвивале меѓусебните односи. Ако пред 5 години, кога Гордана Силјановска беше кандидат на ВМРО-ДПМН, беше изненадување можеби за дел од симпатизерите на ВМРО-ДПМН, сега веќе не е тоа и искуството меѓусебно е изградено. Ако тогаш критиката беше ама нема никакво искуство во односите меѓу Гордана Силјановска и ВМРО-ДПМН, се имаме 4 години на пратеничко искуство позади себе, кој е позитивно, бидејќи 4 години се доволно за да видите кој е што. Второ, за самата Гордана Силјановска пратеничко искуство е корисно, бидејќи она од еден период, да, она беше активна во политиката, за сите значајни моменти за Македонија не се има произнесено, меѓутоа го нема партиското искуство во политиката, со да кажам, подолг период. Јас како политички аналитичар и колумниста го имам истото искуство. Јас сум се занимавал со политика, ама не со партиска политика и сега има разлики нели во тоа. И сега имаме еден момент да и тоа искуство Гордана го има повторното враќање во политиката. Има 4 години јавни дебати за важни политички прашања и има 4 години на меѓународни комуникации преку комисиите на Собранието за соработка со парламентите на другите земји. Значи, мислам дека Гордана Силјановска во овој момент е и политички и партиски подобар кандидат отколку пред 5 години. Так. А оно што и тогаш и сега е далеко неприкосновено во однос на другите кандидати е незината стручност, професионалност и незиниот интегритет. Така, Да. вие начнавте нешто малку и од она прашање кое што во момент сакам да го поставам. Веќе и вие рековте дека во вториот круг се очекува да се пласираат Гордана Силјановска-Давкова од ВМРО-ДПМН и Стево Пендаровски од СДСМ. Спрема вас, каква и која е разликата помеѓу Силјановска и Пендаровска? Кој од овие двајца кандидати ги поседува вредностите за успешно справување со нависоката функција во државата, особено после се она што го направија на Македонија, македонскиот народ и македонските граѓани? Заслужува ли Пендаровски да го добие вториот мандат
за председател на државата и зошто? Ако пак одговорот е не, зошто не? Одговорот е не. И ќе не за втор мандат на Пендаровски. Кратко и јасно, Пендаровски во овој претходен мандат не покажа ни еден квалитет со кој треба да ја здобие довербата на граѓаните. Значи, ако ги споредуваме овие два кандидати, Гордана Силјановска и Стево Пендаровски, кои беа кандидати пред 5 години, и тогаш и сега беше јасно дека стручноста е на страната на Гордана Силјановска. Гордана Силјановска имаше едно толку исполнето обраќање на конвенцијата на ВМ-ДПМН, што од Пендаровски за 5 години не сме го слушнали. Значи, Гордана Силјановска има одлична анализа на Уставот, на проблемите што произлегуваат од Уставот, проблемите што произлегуваат од надлежностите на председателот, кои се можни решенија, како да придонесе кон тоа. Значи, мислам дека севкупната јавност беше убедена и тогаш, пред 5 години, дека Гордана Силјановска е постручен кандидат од Стево Пендаровски. Оно што за овие 5 години јавноста во Македонија и можеше да го види, дека уште една карактеристика Гордана Силјановска е подобар кандидат, и тоа е во интегритетот. За овие 5 години Стево Пендаровски не покажа минимум доследност до некои ставови, вредности кои ги кажуваше. Он беше способен во рок од 24 сата 180 да ги степени да ги промени своите ставови. Вие во основа не знаете кој е всушност ставот на овој човек. Кој е неговиот вредносен столб? Зашто се залага овој човек? Мислам дека не сме имале председател со кој не сме знаеле на што сме, колку што не сме знаеле на што сме со Стево Пендаровски. Односно, знаете на што се, знаете дека он нема став. Нема вредност на кичма, нема интегритет. И то можете да го видите на многу прашања. Од другата страна, од Гордана Силјановска овие 4 години во парламентот и претходниот живот, видовме дека Гордана Силјановска има став. И морам да кажам, прашавте претходно како ќе се слага судната влада на ВМ-ДПМН. Нас не ни треба председател што 100% ќе се слага со партијата на власт. Нас ни треба председател со интегритет, председател со став, кој ќе биде коректор на извршната власт. Таа е уставната поставеност на председателот на Републиката, без разлика што е со подршка од ВМ-ДПМН. Нас ни треба човек со интегритет. Бидејќи видовме со луѓе без интегритет до кај стигна државата. До никаде. Значи, мораме на тоа прашање искрено да се одговориме. Ние сакаме послушник или сакаме човек со интегритет? Јас секојаш верувам, нас ни требат професионалци со интегритет. И Гордана Силјановска покажа овие 4 години претходно. Само да, како пример за незиниот интегритет, е да го извадам овој последно спинни негативна кампања што го направи СДСМ со сликата Мислиш дека ќе разговараме покасно малку за тоа? Добро. Ако не ќе се навратиме пак, ама мислам дека нема проблем, може и тогаш, не е проблем. Дали очекувате изненадување и наместо Пендаровски во вториот круг да влезе Максим Димитриевски или некој од албанскиот политички блок, поточно некој од Тамден од Османи Таравари? Гласачите етнички албанци ќе ги поделат гласовите, и со поделени гласови шансите за етнички албанец во вториот круг се многу слаби. Бидејќи нивните гласови ќе бидат поделени. Јас не очекувам ниту едниот, ниту другиот кандидат, Бујар Османи или Арбан Тавари, да направат огромна разлика во тоа гласачко тело на кое се амбицираат. Дали ќе има некое друго изненадување, зависи колку
брзо се случува падот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Значи, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е во континуиран пат на поддршката. И они направија последни сили да извадат 21.000 граѓани да потпишат поддршка за Стево Пендаровски, пошто тоа беше еден очен обид да се демонстрира дека партијата не е толку распадната како што е распадната. Значи, не можам да предвидам. И втората работа, што не е до крај предвидлива, бидејќи има незадоволство и во самиот СДСМ со Стево Пендаровски, колку всушност симпатизерите на СДСМ ќе бидат мотивирани да излезат и да гласат за Стево Пендаровски. И за овој кандидат можам да кажам, одговорно да кажам, дека нема капацитет да привлече други гласачи освен симпатизерите на СДСМ. Дали Максим Димитриевски би бил изненадување, прерано е да се каже, бидејќи има неколку работи што, например, можен дебакал на СДСМ или слично, што уште не е јасно како ќе се рефлектира на конечните резултати. Така. Какви насоки очекувате од оние кои нема да се пласираат за во вториот круг, особено од оние од македонскиот политички блок? Очекувате ли да ги потврде гласините дека се опозиција на опозицијата и да гласат за Пендаровски, или сепак на прво место ќе ја стават Македонија и ќе гласаат за Гордана Силјановска-Давкова? Па мислам дека добар дел од кандидатите нема да повикаат никого. Мислам, јавните повици немаат некој големо влијание. Прашање е дали партиите на терен ќе работат да ги убедат своите симпатизери, членови да гласат за некој од кандидатите. Има вистина дека во последните месеци одредени политички партии се однесуваат како опозиција на опозицијата, и ово посебно се однесува на левица. Сличното го очекувам од Гром, бидејќи на некои прашања се ниста бранова должина. Меѓутоа не гледам како протест гласачите на левица би гласале за Стево Пендаровски, например. Бидејќи, нели, некогаш работите се не споиви, и ние колку да мислиме дека политичките партии имаат одредено влијание на своите гласачи, сепак гласачите се со своја волја. Некојаш Стево Пендаровски остана запаметен по една изјава дека како стока сме ги носеле гласачите. Гласачите не се стока. Гласачите не може да ги носите така на избори, колку да одредени елитисти во Социјалдемократскиот сојуз го потценуваат македонскиот граѓанин, сепак мислам дека има одредена зрелост и такво пренасочување е невозможно. Можно ли е Максим Димитриевски неговата председателска кандидатура да ја има засновано со идеја после парламентарните избори преку лидерска позиција на знам, да го придобие членството на раштиманото СДСМ, се со цел за да започне да се припрема за сериозен противник на ВМРО ДПМН на следните парламентарни избори, кои би се случиле за 4 години после овие редовни парламентарни избори? Прво да скокнеме па да речеме, ова се однесува на сите. Знам е партија која не е парламентарна, која се уште нема ни една изборна битка, каде што е потенцијалот на партијата се уште неодреден и непознат. Оно што Максим Димитриевски можеше да го направи, презема политички ризик и основа партијата се истакна како председателски кандидат за да почне на време на кампања за парламентарните избори. Точно е дека со падот на рейтингот на СДСМ се ослободува еден број на гласачи, особено ако кажем, значи ако некојаш и
биле 25%, па 20%, сега се 15%, веројатно ќе бидат и помалку проценти гласачи на СДСМ, значи има еден значаен број на поранешни гласачи на СДСМ и секако дека тука сите останати партии и ВМРО ДПМН се обидува да ги придобијат и што се повеќе кон центарот, левица може би се обидува да придобие некои други незадоволни членови на СДСМ. Максим Димитриевски како поранешен, односно он се уште вели дека е социјалдемократ, сигурно ќе атакува, ќе планира да придобие значен дел од овие гласачи. И јас од досегашната историја политичка во Македонија не верувам во пасокизација на СДСМ, а еве гледаме и во Грција после 2 изборни циклуси пасок се враќа на некои своји позиции. Македонија, сакали или не сакали, има релативно стабилна партиска сцена, каде што ВМРО ДПМН е водечка партија со години, да не кажам со децении, Социјалдемократскиот сојуз е втора партија со години и мислам дека одреден период ќе остане така, осем ако продолжи СДСМ со вакви катастрофални чекови да оди, може ќе падне во амбис и тога се е возможно. Так. Со Максим Димитриевски мислам дека имаме различни идеологии, очигледно он се декларира како социјалдемократ, меѓутоа мислам дека на ниво на националните црвени линии има полесна комуникација, условно да кажам, и некојаш да стане ривал. Секако ние сме сега ривали и новија избори, бидејќи сите се бориме за подобар успех на собствената политичка партија, меѓутоа и да стане главен ривал на ВМРО ДПМН, мислам дека нема волку бедно и јадно да падне како СДСМ во одстапките што ги прави. Дали гласовите од гласачкото тело на Дуис Османи има доволно тежина да бидат тегот на вагата, за да му помогнат на Пендаровски да се приближи до Гордана Силјановска-Давкова? Не. Значи, паниката што е зафаќа Дуи, кој го демонстрира со барањето не на Албанец председател, не знаат дека нема да има Албанец председател, туку тоа го кажуваат еве чисто да внесат мало тремор во политичката сцена и да повторно се наметнат како минатите избори како главна тема на дискусија на ова кампања, нели, со кампаната СЕО зошто не Албанец премиер, успеа некако да зафатат повеќе простор во изборната кампања што заслужува. Оно што го покажа изборот на техничкиот премиер етнички албанец е дека Дуи не сака Албанец премиер и Албанец председател. Дуи сака Дуи премиер и Дуи председател. И тука има суштинска разлика. Да. Само да кажам дека Дуи можеше, например, да го потржи Фатме Битики да биде технички премиер од СДСМ. Ама они не сакат Албанец премиер, они сакат Дуи. Зошто? Они сакат Дуи председател за да ги заштити од криминалите кои ги имаат сторено. Значи, и јасно е дека сака да контролираат и власта, и правосудство, и председател, за да може да ги да останат неказнени во криминалот и корупцијата и уништувањето на Македонија што ги прават. Значи, они сега лансираат таа идеја да председателот се бира во собрание, од една единствена причина е бидејќи на начинот кој сакат они да се избере председателот, ќе мора да се избере председател со нивни гласови. Што е паниката на Дуи во овој момент? Дека прв пат после 20 години нема да биде може би Дуи нема да одлучува кој ќе биде председател на Македонија. Так. Значи Дуи беше во коалиција со ВМРО ДПМН и сега со СДСМ влијаеше сепак на одреден начин на избор на председател. Так. Значи предпоставам од Борис Трајковски, може би и претходно имаше влијање и делумно затоа што
водството на ДУИ меѓу етничките албанци гласачи беше толку бедливо да нивните гласови има поголемо значење во вториот круг. Значи да се вратам, паниката на ДУИ дека прв пат во историјата ќе имаме председател, тоа е Гордана Силјановска-Давкова, која нема да биде избрана со гласовите на ДУИ. Цело ДУИ да гласа за Стево Пендаровски ќе е недоволно да се доближи до убедливата победа на Гордана Силјановска. Дали може оној наратив од досегашната власт, наметнат наратив, составен од СДСМ и нивните коалициони партнери заедно со ДУИ, дека тие биле за Европската Унија, а ВМРО, ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија биле против. Иако тој така наречен Европски блок, односно фронт, на СДСМ и ДУИ им се растури како кула од хартија, да биде пресуден за победа на парламентарните избори, пред се за формирање на идната влада. Како ваквиот наратив ќе делува врз гласачкото тело? Видите, приказните за ЕУ, анти-ЕУ, за Русија, за Путин се приказни за мали деца и малите деца веќе не се плашат од такви приказни. Знаете, јас често велам, ова власт е власт скоро 8 години, 7 години, 8 години. Има јавен обвинител во джеп. Ако имаше во Македонија некој што субверзивно делува во корист на Русија, во корист на Путин, зашто не го апсија? Зашто не го доведоа до правда? Бидејќи Македонија има задача да се заштити од сите субверзивни действувања на странски држави. Ама вие имате ситуација кај што никој во Македонија не е уапсен за субверзивно делување за Русија, а цело време се збори за Путин, за руско влијање. Заборавете, Македонија има западна ориентација. Македонија е економски, трговски, културно, образовно е поврзана со Западот. Меѓу етничките македонци, албанците се познати љубители на Америка, меѓу етничките македонци најсилно чувство за пријателство има кон Германија. А Русија е негде многу доле. Русија е економски значаен партнер за Македонија и пред санкциите, и пред прекинот на трговијата меѓу нас, значи зборам кога беше слободна трговијата. И немаме ни значени образовни, културни или други врски. Значи, таа тема е последното прибежиште на СДСМ и ДУИ да го плашат народот, граѓаните и да го плашат Западот. Нели, пошто сега во ситуација на изострени западно-руски односи, најлесно е да го плашите Западот, со еве овие руси биле. И во таа ситуација најтрагичното што овие всушност од европски вредности немаат. Еве значен пример во криминалот во рек Битола, пошто верувам дека има многу битолчани што ве следат. Во криминалот во рек Битола, покенели сите кланови на СДСМ и ДУИ, бизнисот врви преку човек кој е почесен конзул на Белорусија. Во Тетово се прави насилна урбанизација за еден црногорски бизнисмен Дакар, кој е на црната листа на Соединетите Американски држави. Во ВМРО-ДПМН нема ниеден актуелен политичар кој е на црната листа на ВМРО-ДПМН, на црната листа на Соединетите Американски држави. ДУИ има активен политичар, градоначалникот на Струга, кој е на црната листа на Соединетите Американски држави. Сега, за кој европски фронт збориме таму? Нема ништо од Европа. Тоа е една празно ништо во СДСМ и ДУИ. Болно желно за власт, која никогаш нема да не однесе до Европската унија, меѓу другото, зашто се криминални и неспособни. Така. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Пендаровски дека ако ВМРО-ДПМН успее да ја убеди Бугарија да ги призна македонците во Бугарија, тој ќе се зачленел во ВМРО-ДПМН?
ВМРО ДПМН никогаш не побарал да македонците станат дел од уставот во Бугарија. ВМРО ДПМН побарал да се спроведат одлуките на меѓународен суд со кој се бара слобода на здружување за македонците граѓани на Бугарија. Ја мислам дека во една нормална дебата нормално да очекувате да Бугарија обезбеди владење на правото и да спроведе меѓународна одлука. Како што овие дуи СДСМ слепо си имаат фатено на Преспанскиот договор и во моментот се построги спроведувачи на Преспанскиот договор од Грција. Значи, они викаат не смееме да го прекршиме меѓународниот договор, ама ако Бугарија да крши одлуки на меѓународен суд. Видите, ако самите себе не се почитуват, кој ќе ве почитува? Никој. Никој. Значи, ту немате само почит и тоа јасно не го кажете. Никој нема да ве почитува. Ту попуштате, сите ќе притискат на вас да бидете станали што ќе попуштат. Што сега ќе притискаме на Бугарија, Радев не попушта. Ќе притиснеме на овие, гледат овие без кичма се, овие се ќе напад за да останат, за да крадат. Токму така. Ама ајде да сакаат да останат на вас да напад нешто добро за Македонија. Значи, да беше СДСМ нормална политичка партија, да се правеше добро за Македонија, па ова незадоволство, се можеби ќе бидам, не знам како ќе бидам сватан, и не е ни заради промената на името, ово незадоволство затоа што уништи државата. Промената на името е дел од уништувањето, многото се незадоволни што образованието крахира, што здравството крахира, што институциите кријат, гледате, ова неспособност на МВР со пасошите и оставањето на десетици, ако не стотици илјади наши граѓани заробени по бродови, по странства, по Македонија. Мислам, ова е крајна неспособност, ова е несакање на својата држава. СДСМ минимум работи да направеше дома, никој немаше волкова револта да биде против нив. Нека си го носат револтот тие. Ке ги казни народот сега. И во контекст на прашањето, се запрашал ли господинот Пендаровски дали ќе го примаат да биде член во ВМРО ДПМН? Видите, прво изјавата дека би станал член на ВМРО ДПМН покажува дека човекот нема интегритет. Он може да биде СДСМ, може да биде ВМРО ДПМН, он може да биде независен, он може се да биде. Зошто? Зашто само човек нема содржина, нема вредносен столб. Так. Како ќе ги прокоментирате двете одвоени изјави на Пендаровска поврзани со неговата председателска кандидатура? Едната е дека е граѓански кандидат, а другата е она која ја каже на обраќањето за време на конвенцијата на СДСМ, кој обраќање изгледаше дека е Пендаровски најголемиот СДСМовец, брагејќи ги политиките на таа партија пред се на владата, за разлика од Гордана Силјановска, која во незиното обраќање си остана своја на своето? Значи, и на почетокот да отворив ова тема, значи, кој чиј кандидат се покажа изминатите 4-5 години. Значи, сега Пендаровски може од очај, пошто рейтингот на СДСМ е многу низок, од очај се обидува да придобие уште некој залутен гласач. Меѓутоа на сите граѓани им е јасно дека не само што Пендаровски е подржан од СДСМ, он е во джепот на СДСМ и во целиот мандат не направи ни еден исчекор да се издигне како председател на сите граѓани. Еден детал ќе кажам, значи Пендаровски, кој треба да биде председател на сите граѓани, вклучувајќи на овие што се симпатизери на ВМРО ДПМН, дозволи да во неговиот кабинет се разговарат планови за разбивање на ВМРО ДПМН. Не ги предложил тој, ама дозволил во негов кабинет да се коваат планови за струјање на најголемата партија во Македонија. И заради тоа предпоставам е доволно јасно дека он
не може да се издигне, не може да биде Свој на своето. председател на сите. И тука е јасно тоа. Оно што го Дана го покажа и сами го констатиравте, дека она има конзистентност во своите ставови во последните години. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Пендаровски дека во сегашното ВМРО ДПМН се наоѓале луѓе од третиот ешалон на функционери, криминални соработници на Груевски, притоа споменувајќи го лидерот Христијан Мицковски, Александар Николовски и Антонио Милошовски. И како гледате на неговата изјава дека државата повторно ќе се соочи со моментот да биде заробена држава ако ВМРО ДПМН победи на овие избори, притоа намерно, заборавајќи дека токму оваа досегашна власт остави преку 650.000 заробени македонски граѓани внатре во Македонија поради немање на пасоши? Што да ви кажам, мислам, тоа што го спомнав, СДСМ на вас 8 години. Има јавен обвинител кој беше во нивниот джеп. Дуи се избра јавен обвинител за организиран криминал од селото на Али Ахмети. Исто го имаат во неговиот джеп. И сега мене ми е прашањето, ако имало криминалци во ВМРО ДПМН, што правеле овие господа 8 години? Еве да земам дека точно нивната теза дека имало криминалци во ВМРО ДПМН, па што правеле овие господа 8 години? Зошто тие криминалци не се уапсени, ако имало такви? Значи, ова е една, како европските вредности, Европскиот фонд, една празна теза која ламентираат. Значи, они копа, бара на сите можни начини докази против ВМРО ДПМН и морам да ви кажам дека во ВМРО ДПМН има поминато ветинг, дуи избореше за ветинг за проверка на собственото раководство и членство, ама ВМРО ДПМН си направи самото себе ветинг и нема во раководството и на прв и на втори, не знам кој ешелон, нема луѓе вмешани во било каков криминал. Ако имаше таков, СДСМ со радост ќе го покажеш и изложеш. Они направи еден куп политички прогони, измислени политички обвиненија и не успеа ништо да докажат. Второ, покажува колку СДСМ е очајно, бидејќи ВМРО ќе ги тепа 2-1-3-1 со третиот ешелон. Значи, ако они губат волку многу од третиот ешелон, не знам дали треба да останат у политика воопшто и морам да кажам дека е многу интересно на крај како пикантерија дека Пендаровски користи зборови од Груевски и покажува колку очаен е човекот. Ама, ајде малку прашање надвор од Пендаровски, морам да кажам, мислам, станно не вреди веќе да се занимаваме толку со тоа е председателски кандидат, со човекот. Значи, да заклучам, празните ламентирања за руско влијание, за криминалци, 8 години бе луѓе имавте јавни обвинители. Ако имаше некој, зошто не е осуден за такви работи? Оставете ги тие празни ламентирања. Иначе, ако не ги дискутираме, тогаш македонската јавност ќе мисли дека е така, мора некој да го врати. Еве и за заробената држава. Едва и чека еден најситен инцидент да се случи, каде што припадник на обезбедувањето, кој иначе полициски службеник на председател на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, да направи мал инцидент, туркање во една дискотека, за да повторно ќе тепаат, ќе прават вака, ќе прават онака. Без докажана вина, морам да кажам, човекот е суспендиран, одземена му е значката и беџот, Христијан Мицковски го исклучи од обезбедувањето и поднесена е кривична пријава. Изминатите 8 години имаше многу потешки вакви инциденти, многу потешки. Ниту еден тепач или син на функционер од ДУИ, од СДСМ не беше ниту суспендиран, ниту излезе нешто, нели, од пајакот наумно. Сите се сеќаваме како завршија сите тие работи со затешкување. Значи, ВМРО ДПМН има научено од грешките во минатото. ВМРО ДПМН нема да заташкува.
ќе сака владење на правото, да сите бидеме еднакви пред законот и да одиме напред како држава, пошто само така со дело ќе покажеме дека сме за Европа. Така. Во последниве 2 недели македонската јавност беше преокупирана со граѓанските потписи на председателските кандидати и никој не ги споменуваше главните цели, план, програма за работа и заложби на председателските кандидати, а тоа се суштинските теми. Зошто е тоа така и дали уцените од албанскиот блок се сериозна закана за цензусот и покрај двојните избори во вториот круг на 8 мај? Значи, за програмите веројатно е уште рано, бидејќи сите бевме се уште у фаза на избирање на кандидатите. Меѓутоа, платформите веќе се називаат, нели ќе биде од едната страна приказните за Русија, за Путин, за Европски фронт, од друга страна е брање на националните интереси на Македонија и истовремено стигање до ЕУ. Дури како минатите избори со албанец премиер, сега со овие изјави се обидува да се вметне некако во приказната и да исплива во кампањата со, да кажем, без да се троши многу. Дали е возможно да се саботираат изборите во вториот круг на 8 мај? И јас не верувам, бидејќи да нема успешни избори на 8 мај, за 40 дена повторно ќе има избори. Јас сум убеден дека граѓаните максимално ќе се мобилизираат да изборите бидат успешни, бидејќи избор на председател на мнозински избори има своји предности. Од друга страна, предлогот на Дуј ќе води во либанизација на Македонија, во нефункционален политички систем, кој не е заснуван на заслуги, туку на политички договарање на елитите и нивна неказнивост, која ќе заврши како Либан, со екстремна инфлација, со екстремен криминал, со екстремна корупција и економски напредок нула. Така што мислам дека во оваа фаза дури само се зголемуваат правило би да се зголеми својата цена. Председателската трка почнува да ги кристализира рейтинзите на кандидатите кои веќе се познати. Гордана Силјановска-Давкова со дупло поголема поддршка пред Стево Пендаровски на последната анкета на ИПИЦ, презентирана во емисијата Објектив на МРТ. Според анкетата, спроведена во февруари, на прашањето за кого ќе гласате на престојните председателски избори, во втората изборна единица Силјановска има 21% поддршка од граѓаните, Пендаровски има 12,4%, Османи 6,9%, Максим Димитриевски 6,6%, Арбен Таравари 5,2%, Ванковска со 4,5%, Стефчо Јакимовски 1,1%, а 9,6% анкетирани рекле дека не подржуваат ниту еден, 16% нема одговор, а 15,9% не сакаат да кажат. Во шестата изборна единица во февруари најголема поддршка испитаниците даваат за Османи со 21,4% рейтинг, но веднаш зад него е Таравари со 20,8%. Потоа следи Гордана со 9,2%, Пендаровски со 5,1%, Димитриевски 1,2%, а 14,8% одговориле дека не би поддржале ниту еден кандидат за председател. 10,1% немале одговор, а 15,8% не сакале да кажат. Врз основа на овие бројки, какви резултати очекувате, господине Клековски? Добро, прво да кажем дека ИПИС е релевантна рейтинг куќа, агенција, и дека во претходните изборни цикluси објавуваше релевантни анкети. Значи, прво сакам тоа да го појаснам, пошто некои се јавуваат разни спин агенции. Ова не е таков случај. Второ, добро на внимание дека резултатите што ги кажавте се во втора и шеста изборна единица, каде што има
значителен или како во втората изборна единица или мнозински етнички албанци гласачи, така да не рефлектираат целосно состојбата на национално ниво. Например, во два максимум над 6% поени, тоа е затоа што во втората изборна единица е вклучено Куманово, каде што се наоѓа најголем дел од подржувачите на Максим Димитриевски на знам. Спомнавте, има голем број на луѓе кои не сакаат да кажат за кого ќе гласат, земајќи во обзир дека со овој изборни единици со голем број етнички албанци, претпоставам дека со овие луѓе кои се плашат да кажат дека не се за ДУИ, бидејќи ДУИ се уште ги контролира сите полуги на власта, и полицијата, и обвинителство, и голем број јавни предпријатија, така да претпоставам дека дел од етничките албанци гласачи би биле исплашени да кажат дека се за опозицијата. Така да очекувам да всушност резултатите за опозицијата бидат подобри од тоа што се зборам за етничката албанска опозиција, да бидат и подобри од ова што се во анкетите. И секако очекувам значително водство на Гордана Силјановска во однос на Стево Пендаровски. Другите кандидати мислам дека ќе бидат невлијателни, условно да кажам, на севкупната слика. Так. Вие сте член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН и би требало да имате увид или сознание во нивната програма и план за настап во изборната председателска и парламентарна кампања. За каква кампања, односно кампањи, ќе се определи партијата заедно со нивните коалициони партии? Ќе гледаме ли црна кампања или претежно кампањата ќе биде позитивна со нудење на проекти и решенија за проблемите кои ги направи и ги остави владата на Заев, Ковачевски и Ахмети, но и председателот Пендаровски? Значи, во овој момент црна кампања е бесмислена, пошто животот ни е црна кампања. Секој ден не можете да стигнете да размислите, да објавите што све успева во еден ден, дуи се ДСМ да закашка, да пропустат нов скандал да направат. И мислам дека на граѓаните веќе им е преку глава од црни вести и црни кампањи. Мислам дека и за тоа се залагам и така ќе биде да примарниот фокус, внимание не биде на што ќе направиме. Секако некаде ќе мора да направиме споредба со постоечката власт. Како што, например, сега покажуваме дека техничкиот министер издава 2 пати повеќе пасоши од колку Оливер Спасовски. Тоа не е црна кампања, тоа е вистина. Црна кампања за мене е напади на карактерот на вашиот, ама кога ги стакнувате разликите во резултатите, само споредба на што работат едните, што работат другите. Јас можам да кажам дека програмата на ВМРО ДПМН нема да биде како во минатото по 600 страници, туку ќе биде фокусирана на главните столбови и главните проекти, како ние мислиме да ја вратиме Македонија во правилна насока. И три работи сигурно ќе бидат доминантни, многу повеќе ќе работиме. И мислам дека гласачите веќе им е јасно дека ВМРО ДПМН се големи работници. Второ, дека ќе бидеме отчетни, транспарентни и нема да ги повториме грешките од минатото, бидејќи покажуваме дека и имаме научено од минатото. Случајот со телохранител, членот на обезбедувањето на председател на ВМРО намерно го спомнав, бидејќи нема да ги повториме грешките од минатото. Затоа што во наредниот период мислам дека ниту ВМРО ДПМН, ниту Македонија ќе има многу шанси за грешки. Ситуацијата е толку очена да мора што попрво да се впрегнеме и да ја извадиме Македонија во правилна насока.
Дали очекувате професорката Надавкова да го задржи нејзиното високо ниво на политичка култура без навреди кон соговорникот, или пак очекувате дека таа ќе биде приморана, односно предизвикана од соговорникот на другата страна, сепак да возвраќа со вокабулар сличен на оној на политичкиот опонент кој неоправдано би пробал да ја оцрни, нели? Не, значи од Гордана Силјановска не очекувам да падне на нивото на Стево Пендаровски, кој во моментот го злоупотребува кабинетот на председателот на Републиката, кој е државна институција, не е приватна кампања на кандидатот Стево Пендаровски, за оценување на Гордана Силјановска. Значи, ние во македонската политика подолг период не сме имале кандидат со тој интегритет и таа стабилност на личност како Гордана Силјановски. Во ниеден момент не верувам дека ќе се спушти на ова ниско ниво. Знаете, на ниско ниво се спуштаат луѓето што нема што добро да кажат. Кога ќе останат без аргументи, тогаш почнуваат да лажат за другиот кандидат. Так. Од колкаво значење се овие избори, особено парламентарните, од кои избори зависи насоката кон каде ќе се движи Македонија, се со цел да се излези од апатијата која владее во изминативе 7 години. Дали ВМРО ДПМН влегува во оваа трка за формирање на влада со една примерна опција, или има и други алтернативни опции кои што може да ги имплементира доколку примарната биде неуспешна, се разбира? Прво, не веруваме во неуспех, веруваме во успех. Во Македонија веќе луѓето малку се уморни од многу историја и секој избори се историски, и знаете, кога пречесто се ставате во историски контекст, некој создава замор кај публиката. Меѓутоа, сме во еден момент, како сакаме да го наречеме, во кој мнозинството, значи 4 од 5 граѓани мислат дека Македонија се движи во погрешна насока. Ова, да, македонците, источно европјаните се познати по недоверба во институции, недоволна доверба во државата, за разлика од некои од западните земји или англосаксонците. Меѓутоа, волку лоша перцепција за државата никогаш не сме имале во историјата, и доколку тоа не се смени, само ќе се забрза опустошувањето на Македонија. Дуи, после пауза од 15 години, повторно има свој председателски кандидат, а тоа е Бујар Османи, кој влегува во трка за иден председател на Македонија, и тоа со партиска задача да се смени уставот за да влезат бугарите во него, но и председателот на Македонија да се бира во собрание. Што мислите за ваквите барања? Дали ваквиот пристап ќе биде вовед во институционална криза, или ова е само за придобивање на албанскиот гласачко тело на изборите? И дали Дуи преку кандидатурата на Османи сака да покаже еден вид на увертира за нова политика со која ќе инсистира на председател албанец, но кој ќе се бира во собранието? Или пак ова беше како последица на предизвикот од тоа што Таравари влезе во трката за председателски кандидат? Значи, Дуи не сака ни едно, не сака ни Македонија во Европска унија, не сака ни албанец председател. Дуи сака само една работа, да биде власт. Сето ово што го кажува Дуи, ако ние не бидеме на власт, Дуи ако не биде на власт, ние ќе ви правиме ово, ќе ви правиме оно, ќе ви правиме вакви обструкции. Нели знаеме како беше 2006 до 2008 година, кога ДПА беше во власта на ВМРО-ДПМН и правеше се. Значи, они ништо од това не им е важно. Какви европски вредности? Мислам, ако некој мисли дека Али Ахмет и Бујар Османи носат европски вредности, секоја му чест. За нив Европа е важна колку ланскиот снег. Значи, они имаат само една работа, да бидат во власта.
Али Ахмети и Бује Османи ќе го пушти низ вода само да биде во власт. Каква Европа, какви измени на устав, какви председатели во собрание. Значи, ако некој не ми верува на зборовите, нека ја погледне 20 годишната историја на ДУИ и Се ќе му биде јасно. самите аргументи ќе си дојдат. Ние не смееме да подклекнеме на уцени. Не само на бугарски диктати, туку на било кој уцени. Не смееме да се плашиме, мораме да одиме напред, победата убедливо да извојуваме и да се движиме таму кај што треба да однесеме Македонија. Меѓу другото, за Македонија ќе биде многу здраво да следната власт биде без ДУИ. Господине Клековски, дали бела брада и бела коса е гаранција да се стекне знаење, искуство и умешност за да се добие највисоката функција во државата и да се постане татко на нацијата, како што порача председателскиот кандидат Стефче Јакимовски од ГРОМ? Може ли Стефче Јакимовски да се носи со највисоката функција, особено ако кон се она што му недостасува го додадеме фактот што се уште се сеќаваме на една негова изјава која гласеше не може работниците со закон да се заштитуваат како белите мечки. Председателската функција бара одредена зрелост и затоа не може да биде председател некој што нема наполнето 40 години. Ние имаме неколку кандидати кои имат четворка напред, меѓутоа повеќето кандидати имат шестка напред, значи Пендаровски, Јакимовски, Ванковска и секако Годана Силјановска се со шестки напред. И да, ценам дека за оваа функција треба и животно покрај работното искуство. Дали белата брада е доволна за тоа, ќе кажат гласачите многу брзо. Како гледате на изјавата на техничкиот премиер Талат Џафери дека имало доволно време граѓаните да сликаат за нови лични документи и затоа не било прифатливо граѓаните да гласат со старите, кои се уште имаат важност, но се со старото име, а такви според последните информации се преку 100.000. Дали ваквите изјави, но и гласините дека немало време да се направи промена во изборниот законник, водеа кон намера и сомнеш дека се подготвуваше изборен инженеринг и дали се уште постои страф од такво сомневање за можен изборен инженеринг и покрај изгласувањето на измената на изборниот законник во четвртокот и тоа со поддршка од сите пратеници? Видете, изјавата на Талат Џафери е срамота. Значи, он се обидува, тоа е една садистичко однесување према своите граѓани. Точка. Не би сакал повеќе да го коментирам, посебно што веќе во кулуарите политички се знаеше дека мора да има измени на изборниот законник, бидејќи избори на кои десетици, да не кажам стотици илјади македонски граѓани ќе биде скратено гласачкото право, е сериозно кршење на правото на глас и ќе водат во невалидни избори. Ако 100.000 граѓани не може да гласат, кој ќе ги оценеше тие избори како фер и демократски? Никој. И мислам дека само покажува на еден садистички однос на оваа власт. Так. Стојанче Ангелов од Достоинство, кој е дел од коалицијата на СДСМ, најави дека за овие парламентарни и председателски избори нема да бидат дел од коалицијата предводена од СДСМ. Како причина го посочи токму ДУИ, кој не дозволувал да се изгласа законот за бранителите од 2001 година. Како гледате на ваквата одлука? Имате ли сознанија дали Достоинство ќе биде дел од коалицијата за обнова на Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ? Значи, и Стојан Ангелов, како и Стефче, како и други луѓе од политичката сцена се на некој начин пријатели, од друга страна се ривали, политички ривали. И јас многу жалам што Стојан Ангелов бе во основањето на Достоинство пред многу години, што се одлучи да биде во оваа коалиција. Секако за поздравување е неговото излегување од
коалицијата, пошто без разлика што може да личи дека е напуштање на бродот што тони, мислам дека добро е да сите коалицијски партнери претходни поранешни на оваа власт направат исчекорно оградување према оваа власт и од таа гледна точка секако за поздравување. Дали ќе се најдеме во некоја соработка, на прашањето на бранителите ВМРО-ДПМН има јасен став и тој закон имаше поддршката на ВМРО-ДПМН. Так. Лидерот на ЗНАМ за Македонија и председателски кандидат Максим Димитриевски во четвртокот вечерта за една национална телевизија стави равенство помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ, изјавувајќи дека, цитирам, сегашното актуелно раководство на СДСМ и ВМРО се еднаков знак на еднаквост и при евентуалното идно коалицирање ќе се водиме од нашите програмски природи. Завршен цитат. Како гледате на оваа негова изјава? Си ја затворили вратата за евентуално учество во новата влада или пак ги остави двете врати подотворени? Видите, сега претпоставам дека низ политичкава чаршија премногу се говореше дека Максим и знам ќе се сигурни идни коалицијски партнери на ВМРО-ДПМН, земајќи во обзир дека гласачкото тело на ЗНАМ е социјалдемократско, претпоставам дека знам се обидува сега да направи дистанца од, да кажам, еднаква дистанција од СДСМ ВМРО-ДПМН, иначе тоа е нешто што левица го прави веќе подолго време, бидејќи на крај нели и знам и левица треба да ги убедат гласачите дека они се баш тие за кои треба да гласат, ама прво за да ги убедат тоа треба да ги убедат дека не треба да гласат за ВМРО-ДПМН. Јасно е дека падот на СДСМ ослободува дел од гласачкото тело и нормално сега за мене е легитимно да до некаде се прави обид да се истакне својата политичка партија. Тоа што и левица и знам прават штета на опозицијскиот капацитет и стратешки нели може да наштети на националните интереси е исто така прашање кое мора да се земе во обзир. Меѓутоа гледаме дека и други политички партии, меѓу албанската опозиција, во тоа ловење на гласови сега, нели изборна кампања се даваат изјави, ветувања што на некој начин се на штета на ВМРО-ДПМН, меѓутоа да ги видиме изборните резултати, па ќе разговараме со сите што и како понатаму. Висока делегација на ВМРО-ДПМН е предводена од лидерот Христијан Мицковски. Во средината на неделава беше во Брисел за да присуствуваат на Конгресот на Европската народна партија ЕПП, на кој конгрес се избираше носителот на листата кој што ќе ги предводи идните пратеници во Европскиот парламент од редовите на Европската народна партија, а тоа е Урсула фон дер Лајен. Своје обраќање имаше и лидерот на партијата Христијан Мицковски. Како ќе го прокоментирате неговото 5-минутно обраќање и кој дел од неговото обраќање би го издвоиле? Значи, најглавната поента за обраќањето на председател на ВМРО-ДПМН во ЕПП е дека ВМРО-ДПМН не е изолирано. Значи, целиот концепт на оваа ненародна власт на ДУИ да се беше дека они се тие што се за Европа, тие што се они со европски вредности, а дека ВМРО-ДПМН е изолирано, дека никој не го сака ВМРО-ДПМН. Значи, ние имаме председател кој ги кажа нашите национални позиции во европското семејство на европски народни партии. Мислам дека е јасна порака. И морам да кажам дека ова е во ситуација каде што Нова демократија од Грција и ГЕРБ од Бугарија се членки на истото семејство и задачата на ВМРО-ДПМН и на председателот уште е позначена, бидејќи треба да ги совладаме од порите од нашите соседи.
Сега може би веќе и да проговориме за она што претходно сакавте да зборувате. Секако. Како ќе ги прокоментирате лагите упатени на адреса на Гордана Силјановска Давкова и кон ВМРО ДПМН од страна на СДСМ, дека Силјановска соработувала со бугарскиот европратеник Ковачев, при тоа покажувајќи стара фотографија на која е сликан Ковачев со Силјановска, а дека фотографијата е стара, најдобар доказ ако убаво се загледа човек е бојата на траката која стои плакета со името на лицето кое учествува на конвенцијата. Тоа е еден општ заклучок дека ова е од Дедонојата уште слика. Сликата од Дедоној е затоа што Андре Ковачев има направена трансплантација на коса меѓу двете фотографии и е јасна разликата меѓу таа фотографија и оваа. Исто така е јасно дека ставовите на Гордана Силјановска и тогаш и сега се непоменети и дека за Гордана Силјановска сегашното толкување на договор за добро соседство во историскиот дел е неприфатлив. Таа скандалозен спин што се обиде СДСМ да го направи, требаше да ги покрие срамните изјави на Стево Пендаровски дека Гоце Делчев е бугарин, или срамните изјави за љубави упатени кон Бојко Борисов. И мислам дека СДСМ Станишев го носеше во Македонија да ги поддржуваат, иначе тој е бугарски социјалист, а во моментот бугарските социјалисти имаат потврди ставови према Македонија отколку бугарските конзервативци. Мислам дека е јасен обидот. Оно што е добро што целиот скандал го покажа интегритетот на Гордана Силјановска и недостатокот на интегритет на другата страна. Значи Гордана Силјановска пред 5 години и сега ги има истите ставови, конзистентна по ова прашање, по националните прашања морате да бидете конзистентни. То се прашање за 30-40 години, не се прашања на изборни кампањи. За очиот на Пендаровски, на СДСМ веќе говорев. Само да напоменам дека ние како политичка партија ќе се сеќаваме и со такви луѓе. Јас имам сетнато со Андре Ковачев пред 20 години, бидејќи беше составен дел на европска делегација. Андре Ковачев е познат македонофоб, еден од истакнатите антимакедонисти во Бугарија. Меѓутоа е на одредена позиција во ГЕРБ и во Европската народна партија. Ми се чини во претходниот состав беше еден од повеќето подпредседатели на ЕПП. И ние со тие луѓе ќе се сеќаваме меѓу другото да ги кажеме нашите ставови. Ние не заговараме дека Македонија ќе изолираме, ние заговараме дека ќе се сеќаваме со луѓето и ќе се убедуваме во своите ставови. Такмо така. Колку се издржани обвинувањата од власта на СДСМ и ДУИ дека ВМРО ДПМН е виновна за хаосот со личните документи? Ако оно Тала Џафери што го каже беше срамота, ова е трагикомедија. Македонските граѓани мислам веќе му пресудија на Оливер Спасовски на неговата политичка кариера и видите, едно од работите што граѓаните сакаат да видат кога ќе сгрешите, да кажете изгрешив. Пошто само Господ не греши. Така. Луѓето да се грешни. Затоа има Значи почовечка комуникација ќе беше да излезат и кажат видете, бевме заспани, не предвидовме што ќе се случи, се извинуваме на македонскиот народ, на македонските граѓани, како што Панче Тошковски, техничкиот министер, се извини на граѓаните во полициската станица во Скопје за нечовечките, недостоинствените услови во кои се наоѓаат и прави се што е возможно да го врати достоинството на македонскиот граѓани. Меѓутоа Панче Тошковски првата изјава му беше извинување на оние граѓани кои беа доведени во недостоинствена ситуација без разлика што не беше негова вина. Така. Што граѓаните се донесени. Тоа само покажува дека
суетата на ова клика на ДУИ СДСМ со Светава Џафери, нели? И Оливер Спасовски е толку голема да не може да сватат во кој контекст живеат. Како ќе ги опишете двајцата кандидати од етничките македонски албанци Бујар Османи и Арбен Таравари, покрај она што ги спојува и двајцата, тоа е дека и двајцата се лекари, дали имаат сличности и кои се, и обратно, имаат ли разлики и кои се? Видите, Бујар Османи се покажа како доследен бранител на ликот и делото на Али Ахмети, и ако има некоја конзистентност во неговата политичка кариера, тоа што доследно го брани ликот на делото на Али Ахмети и на ДУИ. Арбен Таравари има падови, станувања, погрешни одлуки, признавање на погрешни одлуки, и мислам дека е до некаде поискрен во комуникацијата со гласачите. Таму кај што и Бујар Османи и Арбен Таравари се слични, е тоа што не може да го согледа оксиморонот во кој се наоѓаат. И едниот и другиот викаат дека повикуваат и гласачи не етнички албанци, значи македонци, власи, срби, турци, роми, да гласат за нив. А истовремено во почетните изјави доминира една етничка албанска агенда. Пред се однесува на барањето за редефинирање на членот од Уставот, каде се дефинират службените јазици во Македонија. Еве, например, ја не чув ни еден од нив да побара турски да стане службен јазик во Македонија, па да некако сватам дека се обраќаат и на други граѓани. Значи, со етничка агенда не може да излезете од своето етничко гласачко тело. И дека не треба да заборавиме дека Обама за председател го беше избран како еден од кандидатите на двете главни политички партии во Америка, не беше избран како кандидат на партија на обоени граѓани, на црни американци. Значи, се дури политичките партии што ги представуваат Бујар Османи и Арбен Таравари, повеќе или помалку се обраќаат ексклузивно на етничкото албанско гласачко тело, не можеме да очекуваме Обама во Македонија. Како ќе ја прокоментирате новата улога на председателскиот кандидат од редовите на ДУИ Бујар Османи, а тоа е неговиот подкаст, каде што тој е домакин, а на кој подкаст кани и своји гости? Подкастите стана модерни во комуникацијата. Мислам дека Басера читав една порака дека пред 5-6 години имало само 2 подкасти, сега веќе има над 50 на подкасти во Македонија. Јас охрабрувам да сите политичари што почесто и што подиректно комуницираат со граѓаните. Нас ни треба една комуникација меѓу политичарите и граѓаните во што подостапно, поедноставно и подиректен начин да се намали таа дистанца дека политичарите се таму недофатливи и недостижни. И посебно во комуникација со една генерацијски помлада гласачка публика, условно да кажам. Нормално тоа е на техничката страна, нели, на работата, важна е содржинската, се уште го немам видено слушнато господинот Бујар, меѓутоа кога го говори тоа што го говори во јавноста, тоа нема да издржи тест на времето. Можете да лажите
малкумина цело време, може да лажите многумина одредено време, ама не може да лажите многумина цело време. Мислам, кај нас има една изрека, нели, на лагата се кратки нозете. И посебно во мало општество како Македонија, ние сме сепак реално 1,5 милиони луѓе тука во земјата и можеби уште толку надвор, ама тука сме многу малку. Лагата брзо се разоткрива, се разобличува, така да видиме кои ќе бидат пораките. Како ќе ги прокоментирате нападите на поранешниот премиер Љупчо Ѓоргиевски, сегашен коалиционен партнер на СДСМ, испратени на адреса на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски дека наводно партијата била српска филијала? Љупчо Ѓоргиевски е една тажна приказна на ВМРО ДПМН. Јас се уште го ценам за неговата улога во создавањето на ВМРО ДПМН. Меѓутоа е една тажна фигура која заради некои своји одредени интереси, главна преокупација му стана каква музика се слуша во македонските кафеани и стана главен во обвинувањето дека ВМРО ДПМН е антибугарска и просрпска партија. Сега од СДСМ па другата страна тврда дека сме биле пробугарска партија, нели ова снимката на Гордана Силјановска со Андре Ковачев требаше да послужи дека сите ВМРО ДПМНовци се бугарофили и се бугарски ориентирани. Ја викам, у коалицијата таму СДСМ, ВМРО, НП да се договора дали сме просрби или про бугари, пошто вака некако раштимано звучат. И моето главно прашање до Љупчо Ѓоргиевски, бидејќи седи во владата на ДУИ СДСМ, со кого се слика Димитар Ковачевски, а со кого се слика Христијан Мицкоски? Христијан Мицкоски беше на ЕПП, во семејството на Европски народни партии, а Димитар Ковачевски се слика со Еди Рама и со кој друг? Со Вучич. Беше се слика, ама го вратија од вратата. Да седите у влада, кај што вашиот доскорошен премиер и председател на главната коалицијска партија и Али Ахмети се слика со Вучич. Патам да кажем да вашиот поранешен премиер, единствено друштво во кој се слика е Отворен Балкан со Еди Рама и со Вучич, а да го обвинувате Христијан дека бил просрпски, а комуникацијата му европска е стварно жално ниско ниво и го повикувам ВМРО, како што одредени членови симпатизери го напуштија ВМРО, го повикувам ВМРО, неговите членови што поскоро да се вратат во редовите на ВМРО ДПМН, бидејќи таму припаѓаат. Господине Клековски, што ќе биде клучно во битката за гласови на председателските кандидати? Па мислам дека СДСМ ќе се сведе на негативна кампања. И они веќе детерминираат таа негативна кампања, ќе представуваат Гордана Силјановска, веќе викат бабата ја кандидиравте. Значи, овие СДСМ на 8 март вика дека ќе се борат за правата на жените, а на 9 март викаат бабата не може да биде председател на Македонија. Значи не викаат на кандидатка во овој недостатъчно, туку дираат на две дискриминаторски работи, дека е жена и дека е во возраст со иначе Пендаровски има 60 години, Силјановски има 68 години. Значи не збориме дека едниот има 40 години, другиот има 80 години, туку збориме за кандидати кои генерацијски се блиски, кои не викаат дедото на другата страна. Значи, имате таа отсуство на малку да се подсетите вчера што сте зборили. На 8 март славите права на жените, на 9 март бабата не може да биде председател и нема што друго да кажат. Да, све кажат. Гордана Силјановска ќе биде првата жена председател на Македонија и ќе биде од десницата првата жена председател на Македонија, нема да биде од другата
страна и ВМРО-ДПМН ќе демонстрира дека е по-прогресивна партија од СДСМ. СДСМ од прогресивност нема ни П. Има само празна форма желна да биде на власт. Како ќе ја прокоментира? Ова мислам дека луѓето ќе го разберат во текот на кампањата. Веруваме. Дека ќе биде видливо и дека тоа ќе ги одлучи овие избори. Како ќе ја прокоментирате изјавата на председателскиот кандидат и се уште актуелен лидер на Алијанса за албанците Арбен Таравари дека е подготвен да ги подпише и да им удри печат на кандидатските листи за парламентарните избори на отцепената група, односно на крилото на Зијадин Села, под услов да не одат во коалиција со ДУИ, туку да настапат самостално? Значи, еден од значајните моменти на политичката сцена во Македонија е дека ДУИ за прв пат има опозиција. ДУИ успеа својата главна опозицијски противник ДПА на Мендух Тачи, кој беа во владата 2006-2008 со ВМРО-ДПМН, да ги сведе на еден жален привезок на ДУИ, како што сега Лјупчо Георгиевски е жален привезок на СДСМ. Значи ДУИ досега успеваше да ги разбие сите своји политички ривали до непрепознатливост. Сега за прв пат има блок кој може би е различен, неконзистентен, ама за прв пат ДУИ се соочува со силен ривал. Изјавата на Таравари е во таа насока да се помогне на опозицијскиот блок да го сруши ДУИ. Мене ме радува што толку значени чинители меѓу етничките албанци сватија дека ДУИ мора да замине во опозиција, мора да ги надминат своите суети, вклучувајќи еве дека Таравари нуди на села да му ги подпише кандидатските листи и мислам тоа е едно важно созревање меѓу опозицијата кај етничките албанци дека мора да ги надминат своите суети, да го поразат ДУИ кој 20 години на власт и има заробено полицијата, обвинителство, еден куп државни институции. Господине Кленковски, за една секунда само ако сакате само еден збор, два за на редовно што не стели Татјана Трчевска од Скопје, која прашува дали овој пат е можно системот да падне како и на минатите избори. Тоа укажува на нешто друго. Еднаш кога се сопнете на камен е во ред, што луѓето грешат. И јас не кем да бидам сомнителен, бидејќи грешки се случуваат. Меѓутоа, ако втор пат се сопнете на истиот камен, или сте будала, или намерно го правите тоа. Одговорноста на ДИК е да овие избори ги направи без повторување на минати грешки и да спречи злоупотреби, посебно меѓу на гласачките места кај што има етнички албанци, каде што насилството на ДУИ е толку големо да наблюдувачите се плашат едноставно. За слушателката само да кажам дека главните политички партии имаат своји наблюдувачи на изборите, така да и кога е паднат системот, има план Б како да се обезбеди регуларност. И тоа на најголем дел од гласачките места функционира, осем таму каде што ДУИ ги има исплашено сите. И луѓето од страв неќе да видат кога се гласа без отисок, фамилијарно, се полнат кутии и така натаму. Ама сега разликата е дека и таму има силна опозиција, која веќе покажува храброст да се спротистави на ДУИ. Да. Како втора контрола е опозицијата албанска сега. Да. Господине Клековски, ви благодариме за учеството во емисијава. Верувам и овој пат го задржавме вниманието кај сите наши ценети слушатели и гледачи. Вам ви посакуваме успешна работа и убав викенд. Пријатно до слушање и скоро довидување овде на Македонски корени секако. Благодарам Бети и он за вашата покана и на вашите слушатели и гледачи. Остануваме во контакт, до следно видување, пријатно и се најубаво.
Се најдобро.